let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt. Пливањето е моја голема љубов, еден од моите три омилени спортови и со големо задоволство ги следев нашите пливачи како се подготвуваат за Абу Даби. Таму освоивме 3 медали и ева приказната за нив. Јас сум Горан Андоновски, тренер по пливање на тимот на специјалната олимпијада. Јас сум Лиljana Петровска, имам 35 години, пливам во базенот, 25 метри, машки стил, грбно и стафета. Јас сум Петковска Катерина, имам 34 години. Ке праварувам пливање, крал, штафета и грбно. Јас сум Миликовски Марио, шампион во пливање. Јас сум Кесек, Пилеова, Кат, това. Ќе се надпреваруваат во 3 дисциплини. Машките ќе се надпреваруваат 50 метри краул, а девојките на 25 метри краул. Сите четворица ќе настапуваат во дисциплините грбно 25 метра и на крајот као шлак на торта ќе дојде штафетата 25 метри 4 пута 25 слободно. Ова е искусен тим со олимпијади зад себе, но овој пат за прв пат ќе пливаат штафета. Значи штафетата за прв пат ќе биде застапена од нашиот тим. Подготовките за оваа штафета 4 пута 25 метри беа многу интересни. На почетокот идеше споро, со многу грешки, како одминуваше времето, атлетите ги сваќаа работите што се потребни за остварување на оваа штафета и дојдоме сега до тој степен да ни фали уште мали ситници кои што треба да ги подобриме и спремни сме за оваа штафета. Ги запознавте нашите пливачи со големи планови и амбиции. Тие од Скопје се договорија дека не прифаќаат ништо помалку од златен медал. Та земам златна медала. Све од себе ќе си давам. Златен медал, 4 златни чекам. Искрено пред семје да бидат среќни, задоволни, да го некои од нив додуше и го имаат осетено филингот на големо надпреварување. Ако да е Господ, се надевам дека ќе има и некои медали. Јас, Еван, Никат и Јуле сме екипа. Само сме само за Македонија. И си стоја на зборот. Еве ги резултатите. Ке ги сецкаме, ке ги рендаме, але. Пливачката екипа освои 3 златни медали. Одлично се покажаме таму, имаше 4 и 5 места, значи малку фалеше да освоиме уште некоја медалја. Другарството беше феноменално, атмосферата во нашата екипа, пливачката екипа беше извонредна. Најубавото што не беше освојувањето на доста медали. Сме добра екипа. Харедам уште вакви златни медали и да бидам спортист. Но медалите не се само незаборавен момент од летните олимписки игри за нас. Имаше многу смеење, шетање и заеднички цимерски дружби. Јас сум Јула. Јас сум Стефан. Се дружев ја и Катерина. Јас Стефан игравме карти. И не исто. Ја па да се приклучиш. Да. И песме песни. И оро. Браво! Медалите и доживувањата се производ на добрата тимска работа,
Атлетите се воодушевени од тренерот Горан. Кара беше супер со нас. Горан е добро момче. Мене ми е татко. Горан е најдобар тренер. Немаме зборови за него, така да продолжи со нас тука. А за време на овие игри, покрај медиумската поддршка која што ја добивавме на социјалните мрежи од вас, родителите на целиот пливачки тим беа на трибините. Нивното искуство е радост, но и стрес истовремено. Прво, иако бевме ние таму, немавме контакт со децата, тоа ни беше нели забрането по правилата на специјална олимпијада. Конкретно искрено да ви кажам, малце стресно, затоа што е друго да гледате некој тим за кој навивате, а друго е да гледате надпревар на своето дете, како плива, како се бори, нели, со амбиции да освои прво место. Адреналинот ти се качува преку глава, морниците одат по целото тело, во еден грси, кога го гледаш дека настапува и се бори, нели, навиваш од петни жили за да победи, викавме Стефан или Марио или Јуле кој не учествуваше. Медалите за сите се посебно доживување. Сега сме у плевањето, активни, со ваквите задни уште пак да земе, исти вакви. И сме банда, и сме добри екипа. Кога ќе се победи, значи подруго е, нели, чувствата е одна друга. Па ние мислам можда постресно ги доживеавме отколку самите деца, нели? Наискрено, да. Наискрено не можевме да си снимаме, да речеме, нивните надпревари, секој сам за своето дете не можеше да снима од возбуда, мораше другиот снимаше за другото дете кога настапува. Ја за Стефан снимав и за другите, дека моето не можев да го снимам, Марија кога се надпреваруваше. Но цело е кога има се. Овие олимписки игри се паметат затоа што се случила и љубов со атлетите од соседните земји. На прв поглед се залюбував. Марио. Јас сум залюбен од Харвара, а Стефан е влюбен у Маја. Ја истото. И затоа, секој со своите соништа, за средби, за танцување, за медали. Спортот, значи, прави, освен што се тие придобивките, нели, од спортот, и него се развива едно чувство за амбиција, за победување, за, значи, желба за напредување. Тоа е многу важна работа кај овие лица. А јас веќе сонувам да одам во Германија, преку латино играњето мое. Јас чекам да дам у Хрватска со Стефан. Таму една женска. Марио! Се вика Барбара и Стефан се вика Маја. А во соништата нека го држат ритамот на румбата на Јуле, со која влеговме во историјата, бидејќи таа освои второ место на танцовиот надпревар, кој од следните игри ќе стане и официјална надпреварувачка дисциплина. But if I cannot win, let me be brave the attempt.